Добар ден. Минути за вестите од културата. Во продолжение да погледнеме кои настани ја одбележаа оваа работна седмица. Во средата, на 9 јули, во организација на Културно-информативниот центар од Скопје, во градот се случи летниот музички фестивал под отворено небо, насловен како Звукот на Скопје. Звукот на Скопје е културен настан што ги слави музиката, уметноста и духот на градот Скопје. На сцената настапија домашни музичари кои со својот уникатен звук создадоа вистинска магија на летната скопска вечер. На 9 јули, срцето на градот повторно пулсираше во ритамот на добрата музика со летниот музички Open Air фестивал Звукот на Скопје во организација на Културно-информативниот центар Скопје. Фестивалот стана препознатлив символ на урбаната културна сцена, ги обедини љубителите на различните музички жанрови и уметности и понуди незаборавно искуство под отворено небо. Звукот на Скопје е културен настан што ги слави музиката, уметноста и духот на градот. Оваа година на сцена настапија домашни музичари кои со својот уникатен звук создадоа вистинска магија на летната вечер. Програмата ја сочинуваа Филип Шурбески, Езгија квартет, состав кој ја негува македонската традиционална чалгиска музика. Педро Хорионте, бенд кој потекнува од Скопје, искусни и многу познати музичари кои свиреле во други проекти и бендови. Мултиталентираниот Мартин Џорлев, кој најчесто се поврзува со локален и регионален успех на инди, рок, пост-панк бендот Луфтханза. Мартин Георгиевски од Скопје, кој низ годините е претпознатлив по експериментални, амбиентални изведби на импровизирана музика со бројни настапи во земјава и во странство. Резови, изложба на Стефан Анчевски и Маријан Стојановски. Изложбата на уметничката колекција на Културно-информативниот центар, каде се поставени дела на Мирослав Масин, Ацо Станковски, Глигор Чемерски, Никола Мартиновски. Колекцијата го раскажува историскиот тек на македонската визуелна култура и не потсетува на богатството на естетската мисла во Македонија. Ретка прилика да се видат делата од оваа богата колекција. И промоцијата на книгата Наследство, Кошмари од Јордан Коцев, кој има напишано повеќе од 30 трудови пред да одлучи да ја следи својата страст и да стане писател. Многу ми е мило што сум дел од Звукот на Скопје и тоа со промоција на мојата последна книга Кошмари. И во склоп на сето тоа е организиран еден мал саем на книга. Меѓутоа јас ја представувам книгата како роман кој што се бави со интересна тематика, односно војник кој што се враќа од служба во Авганистан и се соочува со оној посттравматски сон, стрес се извинува и едноставно доаѓаме до момент како тој се адаптира, како се однесува со фамилијата, за сето тоа да исплива се она што потиснало од минатото, да исплива на површината како кошмари. Книгата е во издание на Антолог и истото може да се набави од нивните книжарници.